добра вечер. Во овие пролетни денови, пред 6 години, од Тетовско кале Македонија влегуваше во шпицот на војниот конфликт. Веројатно е прекусо време за залечување на раните и за личните трауми. Може би побрзо ја развивме колективната свест дека со граѓанска војна не се стигнува до меѓуетничка толеранција и општество на различности. Досега главно на темата што ни се случи 2001 година ги слушавме политичарите. Вечерова во Чуму, едни крај други, борците на ОНА и борците од составот на македонските безбедностни сили. Ке се обидеме со нивниот збор да се опишат борбите, жртвите, целите и мотивите. Дали политичарите со своите манипулации и колку нивните генерали со своите штабски игри заборавија на своите војници. А борци беа од специјалци до бизнесмени, од актери до криминалци. Што тоа на Македонија и се случи 2001 година? Имате милион верзии. Секој на свој начин ги интерпретира случувањата на конфликтите што беа белег за македонската ситуација во која се бараше излез. Се разбира, овој пат жаргонот нема да биде ни политички, ниту реторички, може би јасен, така како што некој се обидува да каже, да напише или да анализира. Прекусо е времето и за некаква, условно кажам, историска дистанца во која би можело да се даде јасна представа дали на Македонија и се случи конфликт, војна. Сум бил на јадници вакви тематски округли маси на кои ова прашање нон-стоп лепдеше. Вечерашните гости мои би требало да ви бидат представени низ светлото на нивните видувања. Што на Македонија и се случи Подкале, во Липково, во Арачиново, во Вејце, во Карпалак, синонимите на одредени конфликтности во Јуботен, синонимите на конфликтноста во Македонија и разврската. Се разбира како по обичај, што ваква тема која е деликатна и која е на границата на етничноста или меѓуетничката толеранција, обично пишувате сите. И овој пат тоа ми се случи. На прашањето што обично го поставуваме на интернет за темата што вечерова ја обработуваме, еве само неколку одговори. Ние македонците сме свесни дека треба да живееме со малцинствата. Затоа и напишав дека повеќе не е важно кој за што се борел, туку кој за што денес се бори. Ако пред 6 години малцинствата немаа права, дали денес и денеска немаат права, напишал Игор Механџиски Куманово. Турците и ромите не се бореа со албанците, зарем албанците заборавија дека од Косово ги исчистија сите роми. Ги избркаа дури и од камповите за прифат на бегалците од Косово во Македонија. Заборавивте ли? Емил Сараф, Скопје. Арнанд од Скопје ми напишал. Тој што се бореше на овие простори знае и јасно му е за што се бореше. Само нека се види уставот тогаш и сега. Правата на заедниците се темел на таа војна. Јасно им кажавме не на поделбите, сега пак борбата почнувала без пушки, а некои пак лелекаат зошто за нешто заедничко им треба партнер. Енвер Тафили, Тетово, Македонија. Драган од Шведска. Сега Македонија, откако го има рамковниот договор, ќе игра како што ќе и свират, а свирачите се големите сили за жал. И како што Драган ми напишал, веројатно и јас би требало да кажам, не би навлегувал повеќе, бидејќи оваа тема нема крај. Низиниот почеток ќе го видите низ дебатата во емисијава Чуму, во која говорат непосредните актери на рововската битка, во кој луѓето кои вечерва пред стартот се поздравија, може би и не се догледува или може би се знаеа, но пука едни кон други. Што тоа на Македонија се случи? Следете го Чуму, по ЕПП се враќаме со нивните искажувања. Чуму војниот конфликт 2001 година. Како на него гледаат непосредните учесници, борците кои се спротивствуваа во тие моменти и кои со денешниот ракус, секој од нив поединечно или може би заеднички мисла дека се бореа за Македонија. Мои вечерашни гости од мојата десна страна
Абедин Зумбери Куманово, Ферат Несими Тето, добро вечер за вас. Од мојата лева страна Стојанчо Ангелов, кој обично се представува со генерал. Како генерале? Не се представувам, јас сум генерал мајор Стојанчо Ангелов. И се уште сте? Да, со решение на министерот за внатрешни работи од 2002 година. Добро. Ацо Стојановски, шеф на Унијата на бранители на Македонија. Така ли би можел да ја представи? Председател на Унијата на бранители. Добро. Ова што го имате е за повечување на... Така, како последица на војниот конфликт, за да можеме да се разбереме подобро. Ме гледате во ова или ме слушате доволно? Комбинирано. Комбинирано. Нешто многу гласни сте кога се видов пред некој, не викам малку потивки да бидете. Последица на 2001. И Оливер Пановски, Сдружение на бранителите Карпалак, учесници на Карпалак. Мој гостин вечерова е и Дамјан Стојановски, од десната страна, човек кој е генерален секретар на невладината за сите деца во светот, но кој обично се занимава и со прашањата на мирнодопското решавање на конфликтите. Како ви изгледа од оваа димензија на непосредното ракување, овие борци кои се гледаат, кои говореа со куршуми, кои успеат да се ракуваат и немаат никакви предрасуди на тој план? Дека вечера треба да разговараат. Да. Тоа е суштината на Република Македонија. Значи, со рамковниот договор, со затварањето на тие папки, тоа е суштината. Мултиетничноста се карактеризира со дефинирање на рамноправни заедници во Република Македонија и тие заедници мора да функционираат во оваа држава ако сакаме и ја сакаме Република Македонија како држава во Европска унија и во сите нејзини интегративни процеси. Добро, разбравме генерал Ангелов. Вие сте полициски оперативец, еден од резервистите бранители. Што работеше Несими пред да замине? Исто професор во гимназија, Кирил Печиновиќ Тетово. Јас сум ликовен уметник, сум студирал во Скопје, тука сум продолжил и постдипломски студии, наскоро ќе магистрирам. Знаете ли дека под Кале, кој ќе пукне, дека е тоа почеток на војната? Па, почеток на конфликта, на војна не сум размислил дека ќе се прошири до таа мера, мислев дека политиката ќе биде толку флексибилна, дека навреме ќе реагират и ќе престанеше тоа. Зумбери, вие сте семејство кој има отприлike најмногу жртви дадено во конфликтот. Кога се правеа барикадите во Ваксинци и Ступчене, бевте свесни дека може речиси половина или 1/10 од семејството да ви загине? Нормално дека бевме свесни на тоа. Се знае, секоја војна се знае дека донесува последици, но пред тоа требаше да се каже мотивот зашто дојде до тоа, зашто општина Липково да се прогласи како слободна зона. Ако се бара тоа, значи да се покаже мотивот зашто е дојдено до тоа, тоа е друга тема. Тоа што го викате вие дека дали сте размислувале дека ќе изгубите луѓе, тоа е било сигурно така. Затоа и сите фамилии беа сместени во подрумите. Колку можевме, успеавме да ги... Од кај знаете да пукате? Како мислите од кој знае? Кај научите да пукате? Па нормално, секој човек кога има зор се учи, бевме во војска, сите сме служили војска. Ангело, дали ви се случило да ги знаете овие луѓе кои веројатно во некој од борбите сте може да пукате? Бевте во Рачино, бевте во Тетово, бевте во Липковскиот крај. Знаете, например, дека од другата страна може Зумбери да вие? Мене ми е седно кој од другата страна. Немате никакви предрасуди. Имате наредба, морате да извршите. Не, јас од другата страна имав непријател, кој што требаше да се онеспособи. И ми беше седно дали е тоа Зимбери, па може да биде и Мирко, може да биде и некој мој именјак Стојан. Јас бев представник на легитимните македонски безбедносни сили. Бев обучуван долги години за да ја вршам таа професија. Мене војувањето ми беше професија, така што нема воопшто предрасуди кој е од другата страна. Со тоа што кога се гледам господинот, не чувствувам никаква омраза кон него. А секако дека ако тогаш бил од другата страна, можел да загине од некој мој куршум, исто како што јас можел да загинам од некој негов куршум.
И бевте во Радуша, во испоставата кога почнуваа тие прегрупирања во кои македонските безбедносни сили тврде дека доаѓаат косовци, дека полициската станица е во деликатна ситуација, дека сте во заседа, дека ќе бидете речиси препуштени на милост и немилост на борците на ОНА. Така, со оглед на тоа да извршив работни задачи во пограничен појас Длабичко обезбедување на Република Македонија кон северната граница во делот на Косово и имавме сознанија, благовремено добивавме известување дека се преминува границата на Црно и очекувавме дека нешто ќе се деси. Претходно се подготвуваше добро осмислена тактика и теорија на веројатно борците на ОНА кои што беа инфилтрирани во селото. Граѓаните во прво време настојуваат да формираат селски стражи, за да можат во дворце во Радуша и Свилере, Рашче, да може да се одбранат. Дали денеска кога го гледате масуси во парламентот, знаете со кого бевте тога соочени? Така, ние додека вршевме служба таму бевме многу блиски, така, многу блиски бевме со местното население и нема никакви забелешки на нас. Меѓутоа, по на заседа од 23.6.2001 година, во која што другата страна беше именуваниот господин, нели ние повеќе немаме никаков контакт и немаше тој ни таа чест по влегувањето него во парламентот да дојдам јас пред собрание да го обезбедувам парламентот, бидејќи во него беа всушност влезени терористи. За мене беше нелогично тоа директно од шума да влезеш во парламентот. Од кај овој речник на политичарите терористи? Од тогаш ви остана? Така, значи ние ја следевме меѓународната заедница и нивните кажувања, во почетокот кажува дека се работи за криминални банди и не ни очекувавме дека ќе иде војна да души. Како ги третирате вие противниците на македонските безбедносни сили, како непријатели, како крвници? Како противниците на македонските безбедносни сили. Ние само можеме да им честитаме што без да анализират навлегле во таква каша да пукат во својот народ. И едноставно не ги окривиме тие што биле наредени да пукат, туку самите политичари кои дале такви наредби. Дали во тие политичари ги сметате и своите, да речем условно? Немо, сите политичари се исти, сите имаат иста цел. Да доаѓат на власт и што подолго да бидат во таа власт. Господин Зумбели, дали некој од семејството ве обвинил, бидејќи сте најекспониран, што толку жртви паднаа со гранатирањето во подрумот каде што беше речици половина од семејството сместено? Не, мене не ме обвинуваат затоа, бидејќи се свесни зашто дојде до тоа. Јас ви рекол дека мотивот за влегување во војна беше многу јак и затоа едно време, например, долго време таа мотивација не натера ние да се облекуваме во војна униформа и да се уствари не да објавиме војна на држава, него самата држава ни објави војна на нас. До таа војна дојде дури тогаш кога уште од прво донесениот устав, кога им беше до знаење на политичарите дека самите албанци не го гласаат тој устав, дури тогаш треба малку свесно да ги сваќат тие работи и да преземат некои чекори за да седнат на маса и стварно да видат што е проблема. Колку време складиравте храна и оружје? Па тоа војна тајна? Војна тајна, да. Поштовани гледачи, следите емисијата Чума во кој борците на конфликтот, без оглед дали се ги назначуваме припадници на ОНА или припадници на безбедносни сили, вечерва едни наспроти други. Но наспроти Куршумот говорат со силината на зборот. Еве како новинарите се обидува да направат една приказна во Чуму врзана со паралелни искажувања на луѓе настрадалници од војниот конфликт 2001 година. – 2001. Судбина на страдалниците, физичко уништување, психичко черечење многу поболно од раните на телото. Загубата на најмилите е мачилиште за овие сомелени човечки души. Единицата се собра, него, тој беше заменик командант последен месец, кажува, ќе одам Тетово. И вечерта пред да замениме заедно.
се обедувавме, неćеше да зборува, неćеше до тоа. Nećеше да слуша. Јас одам и готово. Që ishme këtu tek Pshërinia, në podrom, ishme grumbullu këtë familja dhe na ishme shumë të vogli, edhe nuk e dinim çfarë do ndodh. Grumbulloshmi si familje, prindrit ishin të larguar, se di mirëshin me do problemi që unë kam qenë shumë e vogël edhe nuk i kam kuptu se çka janë të organizu. Камен на срце и по 6 години. Болката не умира. Ги гребе луѓево, не им дава мир. Семејството на Умовски го изгуби синот, братот, таткото Нане. 8 август, како вчера да беше, се потсеќа 84 годишниот Чичко Ѓоргија. За смртта на синот разбрал на радио. Масакрирани беа 10 прилепски бранители кај Карпалак. Умо ми се зеле. Што ќе направиш? Што може да правиш? Сето црниго. Од тога до сега. Тога има 78 години, не знам што е таблета. Од тога наваму. Само со лекарства. Есте што напредете. Рејхан не знаела зошто со сестра и со уште 70 жени, деца и старци ја однеле во подрумот кај роднините таа ноќ. Била мала, имала само 10 години. Сите лежале на земја. Тишината во преполната подрумска соба ја нарушувал големиот татнеш кој доаѓал од надвор. Kanë qenë pranë motrës time, edhe ajo ka qenë e plagosur në krajin e shmajt, unë e djatën, edhe mirë po unë e kam pas fat. Në realitet ajo ka pas fat se ka shku në xhenet, edhe unë tash kam ejtë këtu në këtë dunja. Çfarë na ka ndodhur, sidomos familjes tonë, tash se di që shimi të jetu, unë e thjesht si jam jetë, s'po më jetohet thjesht, jam shumë e dëshpëruar për jetës, s'dizere. Tash po kuptoj mungesën e motrës, me vogël s'ka mujt me kuptu. Колку беа такви како Чичко Ѓорѓија или како Рејхан, на кои 2001 година им го промени животот за секогаш? Слупчане, Кумановското село, кое за време на кризата во 2001 беше едно од најголемите упоришта на она. Матејче, Липково, Селце, Гермо, Гајре, Шипковица, Арачиново, масакрите кај Карпалак, Вејце, Љуботенски, Бачила. Дали само статистика на имени и безимени загинати? Какво е секојдневието на луѓето во сенката на војната? Кту сапуну курџон хич сапуну. Хайвант хупен, шпијет на хупен, атон на хупен, курџон знакан пуну неве. Kto janë të këshirështi veç terenin e Tetovës, Kumanova, te poshtë, këtu neve na kanë lonë shkret. Për shka mu bon kjo kështu? Na shty gjinim edhe na, nuk jemi gjin tegër, edhe na jemi gjin sukur ato a gjematon, edhe na keton. Државата уште ветува. Станоите не се доделени. Некој зедоја, некој не. Некој се града, некој ги брка од работа, некој ги вработува конкретно за нашата фамилија. Па изгради споменик таму. Господин Зимбери, Да. Дали воопшто на Рајхан сте ја кажале историјата за жртвите што семејството ги даде? Она сама ги доживе во 24 мај 2001, она беше во тој подрум каде загина 10 членови од мојата фамилија и самата Рејхана беше ранета и уште 30 други членови од мојата фамилија. Свеста дека дали треба да се остане или цело време војската што бараше да се луѓето од село да го напуштат селото, да одат надвор, беше страх затоа што неколку фамилии оние кои го напуштаа селото беа пречекани од безбедносните сили во пунктовите и беа тешко малтретирани, кај што имаше и умрени луѓе од тешкото малтретирање. Значи само од Ступчане двајца после војната умре од малтретирање што беа и оджета од вакцинце.
И значи они чуле дека во пунктовите самата полиција ги малтретира цивилното население и застана да ги чуваат своите прагови. Е сега господинот спомна тероризам, не знам што, не знам, јас би го прашал вака људски, не знам дали е тероризам тој што го чува својот праг на својата куќа, дали е тероризам тој што од Паланка, например, доаѓа во Ступчане да ме уништи мене и целата моја фамилија. Ангелов? Па, јас не се согласувам со неговата теза, затоа што 2001 година во Македонија беше мирно. Се сеќавам дека токму тогашната влада го продаде Телекомот и Македонија очекува многу убави моменти. Имаше доволно пари, имаше проекти за изградба на разни објекти, за ревитализација на државата. Одеднаш, додека траеше тој мир, се огласија некои луѓе во маскирани униформи во районот на селото Танушевци и вашата екипа ја киднапира, односно ја задржа. Кои беа тие луѓе, што бара? Борци за човекови права во маскирана униформа во планина. Кога сме кај тие човекови права, според тогашните меѓународни стандарди, Македонија од сите меѓународни субјекти беше пофалувана како држава каде што албанското малцинство ужива највисоки права. За споредба, македонците кои права ги уживат во Грција, во Бугарија, во Албанија. Да не говориме со речникот на политичарите, зашто мислам дека сте се извештиле и на тој план. Меѓутоа, јас сакам да ве прашам директно. Кој ви даваше наредба да пукате? Како вие ги дававте наредбите да се пукаат? Знаете ли дека во тој момент, како што вели господинот Несими, пукавте до вчерашните ваши сограѓани? Вака, јас самиот лично, а и убеден сум дека сите мои колеги, оние професионалци кои што работеа во безбедносните сили, никогаш не пукаа во невооружени цивили и воопшто во цивили, без разлика дали се стари, дали се деца. Значи, да се на возраст од 30 години, ако е цивил и невооружен, ние не би пукале. Оваа трагедија која што го снаша господинот е резултат на тоа што тие не се оддалечиле од нивната куќа покрај предупредувањето од армијата. Е сега издржано и неговото стојалище дека ако се оддалечил од неговата куќа, можеби ќе биле малтретирани и така натака, во тоа не би навлегол. Макар што јас лично и моите информации зборуваат дека полицајците кои што тогаш беа на пунктовите беа професионални полицајци кои што држеа до својата етика и мислам дека не имало такви малтретирања. И доколку имало такви малтретирања, треба да ги кажат, да се најдат сторителите на тие малтретирања и истите да се казнат. Уште тогаш од страна на министерот за внатрешни работи се настојуваше тие појави да се сведат на минимум. Не е тачно тоа дека биле во тие пунктови или во тие робови кај што беа од спротивната наша страна, дека биле безбедносни сили. Јас тоа ви гарантирам, убеден сум и сум бил неколку пати до робовите нивни, дека во тие робови биле украинци, бугари од разни држави. Јас сум лично ова ви гарантирам и во самото село Вакцинце кога влегува, ние се повлекуваме, беше тенкови со ознака на српска ознака и беше ставено знаме во училиште српско знаме. Дали точно дека беа муџахидини присутни? Кај нас не било, немало муџахидини. Кај нас не, значи на друго место да? Не знам, во мојот район, тамо во Карадашкиот регион, немало муџахидини. Оливер Пановски, вие сте резервист кој го доживеа и преживеа Карпалак. Дали бевте свесни дека влегувате во воен конфликт во тој момент? Дали за несреќата што се случи на Карпалак ги гледате жртвите само од аспект, мотивите само од овие што ја направија заседата или од неорганизираноста на македонската армија? Заседата што се случи на Карпалак под наше видување е чиста договорена работа. Значи пред 5 дена загинаа таму некои команданти Тели. Во Скопје? Да, во Скопје, пошто имаме ние сознание, тоа сигурно, со нашите прилевски резервисти што се враќаја дека беа забележани како се укопува на тоа место Карпалак. Била известена касарадата во Илинден во Скопје, но не се презело ништо да се продолжите ли после тоа на фронтот? Да, сакам да се вршам, дозволете. За Карпалак јас би сакал нешто да додадам. Значи дека местото наречено Карпалак не е безбедно, ние знаевме многу порано, затоа што отприлика 1-2 недели пред да биде заседата на Карпалак во кој што загина нашите војници, единицата за специјални задачи Тигар со неколку оклопни возила влезе во тешка заседа.
При тоа нашите возила беа погодени со безброј куршуми, а еден хермелин беше погоден со РПГ, ракетен фрлач, сличен на Зоја. Само среќа направи да не загинат луѓето во хермелинот, вратата била отворена, сепак и тоа не е среќа, бидејќи ние внимававме како специјалци. Од кумулативниот млас сандакот со муниција беше запален во хермелинот, еден од специјалците крајно присебен отворил шише со кисела вода, го изгаснал сандакот со муниција, така што не дојде до експлозија во хермелинот. Имаше оштетување на нивните ушните панчиња. Значи, 2 недели пред овој крвав чин, ние влеговме таму во заседа, така што надлежните армиски структури знаеја дека местото Карпалак не е безбедно. Значи, ние веќе имавме таму една борба. Тоа што таму не се обезбеди тоа место и не се презема, треба да се бара одговорност кој бил на тој реон од страна на армијата. Поводот не е само Карпалак. Кажете ми, што бевте пред мобилизацијата, односно пред доброволното вклучување? Не вработи. Не вработи. Што сте сега? Пак не вработи. Пак не вработи. Како во Прилеп се оценува релацијата и односот на државата кон социјалниот статус, правата, заштитата на загинатите? Освен што има споменик. 2002 година до 2005 општинските избори ковеа, значи ние немавме никакви права. Имаше некој закон за нашите права, но тоа беше само на хартија. Сега имате градоначелник кој учествуваше како припадник на безбедносни сили. Дали тоа ја смени ситуацијата? Во моментов е сменета, значи се обидуваме да направиме нешто, да згрижиме некои луѓе. Се надеваме дека ќе им помогне ова година. Како тоа Прилеп стана својден синоним на конфликтност во поствојниот период? Лаовите го контролираат подземјето, па лаовите меѓу себе се тепаат, па лаовите повторно со полицијата. Новинарски приказки, нема никакви проблеми ни со лаови. Значи луѓето се. Тоа бомби тука што се фрлаат, тоа ние ги измислуваме или ние? Па криминалци има секаде, не само во Прилеп и не се само лавоите. Добро. Што е мотивот еден интелектуалец пар екселанс да не може да влијае во средината во која би можело, а на уметникот првостепено му е мирнодопската компонента важна, творењето, да се реши тоа да го напушти и тој комодитет на уметничко творење да замине во планините, како што обично велим? Вака постојат повеќе воени доктрини. Вообичаено биолошката доктрина, каде што се наметнува страв, обично почнува да действува колективно адреналинот. И така што луѓето придобијат активност за бегство или напад. Пошто се констатира дека колективна загрозеност се доаѓа во предвид, фактички мораме да се позиционираме. Иако сме ние против било која употреба на сила, сепак би тргнало ова да го објаснувам на начинот на модерната доктрина на што се употребуваше во Ира, во Северна Ирска. Така тие велат дека утрешната молитва: Боже, дај ми сила да го трпам тоа што не можам да го менувам. После второто доаѓа: Боже, дај ми волја да го менувам тоа што можам. И како трето: Боже, дај ми разум да ги разликувам првите две. Што фактички сме дошле до заклучок дека ќе треба колективно да се одбраниме. Веќе тоа беше размери конфликтот и така што како и секој интелектуалец би тргнал барем тоа зло да биде контролирано, тие момци да бидат под контрола на интелектуалци и знаевме дека набргу ќе го сториме тоа и така и се случи. Дали борците кои беа млади, агресивни, тренирани и така натаму го слушаат гласот на еден интелектуалец кој дошол, например, да се приклучи
на националната кауза, наспроти, например, делот крволочноста, што кај објективно, без оглед на адреналинот се раѓа кај борците? Вака, преди се, секоја војна е настроена од страна на одреден слој на друштвото, каде на едно место во доктрината изведена во книгата 84-та наречена Big Brother, Джордж Орвел ќе каже, за жал, цитирам, дека јас и понатамо ги делам луѓето на три слоја: високиот, средниот и нискиот слој. Високосредниот слој, кога веќе навлегуваме во некоја подробна анализа, ќе го користи нискиот слој за остварување на нивни цели, односно соберење на дотично владарство, да кроз зборовите, например, благосостојба, патриотизам или национален романтизам или некои икс други методи, да се користат тие. Оливер, невработен пред, невработен потоа. Дали ова се мотивите? Дали чувствувате дека некој со вас манипулира? Дали вие тргнавте во битка мислејќи дека, како и 41 година, дека ќе остварите некакви повоени социјални привилегии и статус? Нашиот мотив беше чисто патриотски, пошто нашата држава беше нападната од... Значи имавме агресор на државата, добивме позиви и поедавме да се браниме државата. Момент, јас не завршив. Реков, при користење на понискиот слој се доаѓа до одредени цели, на тие што планирале таква цел. И додека на нискиот слој само му се менува газата. Тоа, впрочем, и се случува. Тие луѓе кај нас албанците останале на милост и немилост, без обзира дали се војни инвалиди, дали се изманипулирани. За војните инвалиди за статусот малку подосна. Стојановски, повелете. Баш во врска со ова, како го разбрах ја, се збореше за дисциплината, војната дисциплина, значи јас лично би кажал за Карадашкиот регион, бидејќи таму бев и како командант на војната полиција на она. Кон таа дисциплина сите се одржа фантастично и многу поштено го слуша мојот глас, например, и мојата команда и беше најпримерна војска мислам дека и во НАТО е зборено тоа, дека најчиста војна во светот. Во Карадашкиот регион нема пипнато ниеден цивил, нека ми каже некој дека од страна на она е пипнат некој цивил. Дури имавме и заробеници во војната. Ова што бега србите, македонците, тие... Добро, во војна нормално е дека некој ќе бега. А имаше и заедно со нашите во подромот на џамија, од мајтечи луѓе што седеа во тие најголеми гужви во село Мајтечи кога се војуваше. После смирувањето на малку на војната, тие беа пуштени и отида во град. Дали мислите дека е тоа нормална позиција? Или наспроти, например, организацијата на ООН, која е дисциплинирана, ние имавме безбедносни сили кои делува хаотично? Јас само сакам да ве запрашам дали вие сте слушнале како зборува македонец од Берово или од Делчево? Знам. Бидејќи македонскиот јазик го знам многу добро и можам да ги разликувам локалностите на јазикот на македонскиот јазик. Било кој од каде е, знам кој, само по зборување ќе го знам од каде. Тоа дека имало бугари. Не знам дека некој од Струмица зборува српски или зборува украински или зборува нешто друго. Во нашите редови немаше платеници. Ние имавме доволно наши единици и сили да се справиме со терористите. Така што немавме потреба воопшто од странски платеници, најмалку па тоа да бидат некои украинци или бугари. И кога би ги користиле за некои специјални задачи, не за да стоят на пункт со вреки и да ги малтретират недолжните албанци. Плюс тоа би додал дека од целата се повлекува пред се жени и деца. Ја мислам дека нема човек, нема војник кој што е способен да малтретира жена, дете или старец.
Затоа сметам дека е неиздржано. А додека ако некој млад и здрав човек што носил до тогаш униформа и под притисок ја фрлил униформата и потоа иде кон врегите, а се уште мириса на барут, може би постапувале со него малку надвор од правилата. Меѓутоа треба да знаете дека тоа се ефективни состојби, бидејќи јас потпуно ја сваќам вашата трагедија. Меѓутоа може би во истиот момент додека ви се случувала на вас трагедијата, од другата страна некоја ваша граната минофрлачка, за која што морам да ве пофалам, беа исклучително прецизни, може би му откинала рака на некој наш припадник. Добро, војник, да се... а не цивил. Да. Друго е борба маж со маж. Тоа е друга работа. Сме се бориле, рука завршена војна, готово. Ама кога не можеш, вие не можевте со нас, со војниците, па удривте во цивили. Цело време селото беше внатре гранатирано. Само ова да го завршам. Цело време селото беше внатре гранатирано, иако се знаеше дека има цивилно население. Никогаш не било требало да го напушти селото. Само да завршам. Само да цивилното население вие го користите како штит, како ние да го нападнеме? Како може штит кога ние имавме фронт напред? Цивилното население беше многу далеко позади нас. Никогаш не биле гранатирани нашите позиции, него било селото. Ако ние сме знаеле, значи збором и во име на народ. Не ми е реч, само просте, не ми е реч овдека да се победиме со зборување некој со друг. Овдека ми е реч мене да ги докажеме некои работи што стварно се жални, и мене ми е жал и од ваша страна некој што останал инвалид или некој што погинал. Ама честно збор, ова го кажувам од срце. Жално ми е од двете страни што погинале. Жално и ние двете страни треба да станеме да збориме за кој ни го доведе ова да доведе до ситуација да се бориме меѓу себе. Ова не ми е целта, не ми е целта да те победам со зборување или нешто докажување. Јас давам цврста гаранција, ако бев припадник на специјалната полициска единица, дека во армијата исто така имам исклучително професионални старешини и дека кога би знаеле дека таму има жени и деца, никој не би гајал во таа куќа. Тоа е несреќен случај. Добро вечер за нашиот гледач. Само да мензум добро вечер. Се откажа до следното јавување. Повелете. Само да им соопштам на нашите гледачи дека во публиката има од неколку здруженија на македонските бранители, има дел од семејството на Зумбери и дел од екс-припадниците на ОНА. Повелете. Добро, ја просто значи да се представам, за време на вооружениот конфликт бев во единица специјални задачи Тигар. И само би напомнал, значи не сакам да се конфронтирам со господинот како што кажа, би напомнал че некои работи што мислам дека се невистина што ги кажа. Од кај сте вие? Јас сум од Кочани. Кочани, да. Значи некаде ова е бугарскиот дијалект, а? Ова е штипски мала. Штипскиот дијалект, да, повелете. Значи малку пред 8 март кажа се дека некаде Танушици има вооружени групи, такви радни. Што бев полицаец. И ние патрулиравме во Ликовскиот регион. Не влеговме ни во Брест, ни во Гошница. Одевме по патот, господата сигурно знаат, по патот до Караулата Гошница. По патот сретнувавме жени и деца кои што го напуштаа селото, и Брест и Гошница. Имаше познаси кои што одеа новинари, имаше срански новинари и најверојатно тоа оставило на впечаток, али ајде да не одолжам многу. Беше 8 март. Бевме на поворка и поради тоа што населението во Брест и Гошнице се жалеше поради влегле терористички групи од Косово, требаше да формираме полициски станици во Брест и Гошнице. И тргна поворка со нас, тргна. Значи имаше медицински екипи, имаше кревети, имаше медицински материјал, имаше такви работи, влеговме во Гошнице, се формира полициска станица, остана полицајци наши. Веднаш кога требаше да одиме према Брест, додавме до информација дека патот е миниран. Со нас беше Хисни Шекири, што на пратеник што отиде во ОНА. И јас гарантирам, нема патот, не е миниран, само тренете по мене, тој напред. Ако сега го гледам пред очите мои, значи јас не се кријам дека сум бил таму како вие исто. Нашата единица се качи пешки догоре, го остави патот. И кога потоа беше догоре, кога се формира полициската станица, кога требаше да се вратиме, патот веќе беше миниран. И загина Бог да го прости Горан Стојановски, мој прв другар. Джипот изгоре. Значи, веќе тука е моментот 8 март. Значи, добро, во таа група странски новинари, само момент, кој се качи на Гошница, само момент, бев и јас. Да. Дали тоа значи дека постоело дека вие сте знали дека е патот миниран и не сте ни кажале? И бидејќи дел од безбедносните сили не следеа до еден период, додека не се искачиме до Гошница. Па гледај, јас тогаш бев полицајец и сега дали ја треба вас да ви информирам. И само уште еден момент за Ваксинце. Значи и таму бев, Ваксинце бев таму, навлезот во селото Ваксинце. Значи имаше на секоја куќа имаше бело знаменце, као се предават. Ние тоа го гледавме и го почитувавме. Имаше колешки албанки, значи кои што на албански јазик со мегафон кажуваат си. Во истиот тој момент бевме нападнати од минофрлачки огин
и снајперски огин, и еден колега и друг колега двајца беа ранети и така натаму. Еве тие ваши колешки што беа албанки, може да ги прашате дека не е имало ниту бугари, ниту срби. И тоа, тука завршувам. Само едно прашање, чим сте вие били во Гушинце, сигурно знаете, и имаше и на телевизија, низ цела Македонија, низ сите медиуми го дадоа човекот што му беше напишано со изгорење и гребање со нож, буква М. И беа малтретирани со еликоптер носени од Гушинце. Сигурно тогаш сте вие били, пошто баш во тоа време беше тоа. Не, Гошинце немаше борби, Гошинце. Имаше на цивилно население, не во Не, Гошинце никош не е имало борби, Гошинце, оно куманското село Гошинце. Еве сега како. И едно да ви објаснам само тоа дека цело време прашајте го новинарот, тој кој бил таму, утрешни, значи дневнико, изведете го од дневник, не знам кој дневник, значи ја видов дневник што излава, нели за 8 март се куца вечерта. И пишуваше прекрасен ден, поминавме во Гошинце, сончево беше, значи вестникот што излава на 9-ти, така пишуваше за 8-ми. Гошинце немаше, беше само елемент. Поред. Сака да кажете? Да, сакам да му нешто да со него. Ова што го цело време зборите, слушам и во другите генерали од АРМ и од полицијата, секогаш се зборува дека агресија од Косово нон-стоп. Немало косовари, јас сум бил, со моите единици што сум ги тренирал во Косово. И нон-стоп сум влегол и излегол, можда на вас се изгледало косовари. Имало, не може да кажам дека немало. Имало доброволци, но не во тој број и како што се зборува дека Косово изврши инвазија врз Македонија. Тоа е чиста лаж и само е дезинформација некоја колку да се поцрнува. Добро вечер за нашиот гледач, ако има гледач. Добро вечер. Повелете. Се јавам од Вешани. Од каде? Од Вешани. Повелете. Вака, сакам да се вклучам, иако се изначекавме до 20 на минути. Емисијата ви е малку како задоснета. Бидејќи се отвараат некои стари рани кои треба да се отворат многу порано, кога директните учесници од македонска страна беа замешани, како што кажаат, дел од безбедносните сили од припадниците што се присутни тука, бидејќи сега тие го гледаат и најверојатно ќе го сменат каналот, бидејќи се странни да погледнат во тие храбри момчиња што се тука тројца, што ги гледам и во позадина другите, бидејќи тука како што гледам се врши една презентација на УЧК и ОНА, кој каде бил, што бил и кој кого вежбал. Мислам, доста чепнавме стари рани и доста чепкаме. Тука, жалосно е што и тие луѓе учествувале во такви гнасни работи како што и кажуваат, бидејќи сега се дава легитимитет било на која страна да застане човек, реалноста е поинаква. Добро кажа еден од припадниците, ние не дојдовме, го цитирам буквално, не дојдовме да браниме некоја туѓа територија. Тука се бранеше својата држава. Не знам што сака да се каже. Дали со тоа се легитимира она со една воена структура која легитимно ја бранеше својата држава, во наводници. Кого бранеа тие? Толку. Ве поздравувам. Добро, благодарам. Прашањето е кого бранеа? Кого и зашто бранеш? Ајде да ја завртиме тезата наспроти кој кого напаѓаш. Кој, зошто и кого бранеш? И потоа сакам од Стојановски да... Го поздравам гледачот и можда он другаче мислил, јас мислев дека стварно е задоцната ова емисија, ова дебата требаше уште порано да се отвара и да се излечат овие рани еднаш, а не да се остават на политичарите, они да ги решат. А што се однесува до тоа дека ние сме дошли овде да ја промовираме УЧК, тоа не е во ред, бидејќи не сме дошли тука да промовираме. Не сме дошли тука да дебатираме нешто и да искочиме дека кој знае што било како било. Ние сме дошли овдека да стварно го подсеќаме народот на она што беше, за да не биде во иднина. И стварно требаше, кога сме ние штители? Ние сме го штители својата фамилија. Јас сум го штител Слупчане. Општинска Липково. Целото население на општина Липково. Ако прашате зашто е дошло до војна, и вика, како да ние не сме били од Македонија, како да сме били од не знам чија земја таму, па сме дошли овдека да уништиме Македонија. И ние сме били од Македонија, него ние дојдовме до војна затоа што бевме скроз дискриминирани во секој домен, во секоја сфера. Ако вие не земевте оружје, дали ние ќе дојдевме таму да ве напаѓаме? Па зошто не дојдеве пред да земе ние оружје да видите во каква ситуација живееме? Сега живеете во подобра? Не во подобра. Јас ќе ви кажам дека сум убеден
ако тогаш не започнеше војниот конфликт, дека проблемот со албанците ќе беше решен на мирен начин, ќе беше само можеби за малку подолго време, бидејќи таа фобија од албанскиот народ веќе беше надмината од таа двојазничност и така натака. Се тоа што вие го добивте со војниот конфликт, јас сум убеден дека ќе го добивте и на друг начин. Само се направи непотребно разурнување, непотребна штета, непотребни жртви. Зошто тогаш не седнавте, уште кога почна Танушевци, зошто тогаш не седнавте да разговарате? Ве моливме, нон-стоп баравме да седнеме на маса. Јас како припадник на специјална единица не преговарам со терористи. Човек кој што зел оружје во раце и тргнал да остварува своји права, тој врши 10 кривични дела според тогашниот кривичен закон на Република Македонија. Тероризам, диверзија, саботажа, отцепување на дел од територија и така натака. Значи, оние кои што зема оружје и со оружје сакаат да остварат своји права, тоа за нас беа терористи. Со терористи никаде во светот не се преговара. Доколку вие значи се уште тој речник терористи, нели? Доколку вие ги дававте своите барања преку вашите политички представници, мислам дека немаше да дојде до никаква војна. Добро. И пак ги оствареше. Данаски како гледате на ова вербална конфликтност која се уште трае? Прво на што можев, нели јас сум малце во позадина и вршам аналитички погледи кон исказите на двете страни, сватив дека и двете страни не знаеле зошто се борат. Ините е добро, се бореле по наредба. Не знаев зошто се борам, ова е навреда за мене. Не, јас се борам за територијалниот интегритет на Република Македонија. Ворет. Без разлика каков аналитичар си ако така зборуваш. Како не знаеш сега на друга состојба. Сега не сакам договор што е друга состојба по однос на брањето. Тоа е факт. Република Македонија. Тоа е факт. Ворет. Меѓутоа, имаме една страна и друга страна кои се идеолошки заведени, практично. Суштината на тоа прашање можеше да се решава на многу поинаков начин. Значи, ако некои социјални права на албанскиот, тогаш албанското малцинство, денес албанската заедница во Република Македонија, биле проблем за решавање на институциите, имало начин да се решават. Зошто? Бидејќи тогаш, тоа што го рече и генералот, нивни партиципиенти, значи представници, имаше и во законодавната институција, каде што тие прашања може да се отварат, да се разговарат и да се решават. Но, целата ситуација настана со Танушевци. Значи, имавме ситуација. Поинтата ми е на гледачот. Гледачот ни го постои клучното прашање. Дали отвараме стари рани со оваа дебата или дали воопшто сме отвориле дебата. Дали е тоа после 2 години, после 5 години или после 6 години? Дефинитивно оваа тема е рана за македонскиот народ. Меѓутоа, оваа тема мора да се седне и да се дискутира. Бидејќи, ако ја држиме во сенка оваа тема, ние никогаш нема да имаме држава. Значи, оваа тема мора да се реши, мора да се сватат постулатите дека Македонија е мултиетничка држава со соживот на македонската, албанската, ромската, влашката и останатите заедници во Република Македонија, дека тие заедници мора да седнат и да разговараат на маса и сите проблеми да ги решават на еден таков начин. Добро, да дам збор за публика, има тука. Добро вечер за нашиот гледаш. Ало, добро вечер. Повелете. За господин Зимбери. Да. Имам две прашања. Самиот кажува дека биле таму дисциплинирана војска по стандардите НАТО. НАТО ли ве обучуваше? Дали НАТО ве обучува? Доволен, одговорот е да. Другото прашање? Другото прашање. Пошто некој му пишувал буква М, може да го пишувал некој Мурсел. И еднашите им пишува букви таму Тетовско. Тели, муџахедините. Кои бугари, кои срби? Јас сум србин, сум војувал за оваа држава. Ама ја почитувам. Добро. И поздрав до бранителите. Благодарам. Вие, па вие. Поедете. Поранешен припадник на безбедносни сили, до господинот Зимбери, од кого бранеа, што бранеа и зошто бранеа? Тоа е моето прашање. До господинот, идеолошка војна, зошто идеолошка војна? Кога ни беа нападнати самите институции, односно институционалниот систем. Фала. Добро. Одговорот е вака. Не знам колку пати треба да ви кажам дека ја не отидов во некоја македонска куќа да пуцам. Јас го штитив моето село, мојата куќа. Кој ве натера вас од Паланка да дојдете да гранатирате во мојот двор? Мојата куќа и мојот двор е лично, имам тапија за тоа дека е моја. И сакав
во таа држава кај што бев во Македонија да ги уживам правата како сите луѓе што ги уживаат. Јас не ги живеав тие права што ги живеат. Дали во една институција институција не се почитуваат сите институционални средства? Кога не се почитуваат правата, тогаш падаат институциите. Добро. Становски? Да, значи сакам да кажам, значи идеолошка војна, не реков јас идеолошка војна, него кажав идеолошко заведување од едната страна, она што господинот го кажа, еден многу убав пример со класната определба го даде по тој основ, меѓутоа по однос на бранењето. Сакам да кажам, значи мораме ние реално да ги гледаме состојбите. Не можеме да имагинизираме или нереално да представуваме, а сакаме да разговараме за мултиетничка Македонија во Европска Унија. Значи, имавме ситуација Танушевци под Кале и резултат на таа ситуација конфликт. Значи, како се создаде тој конфликт? Кој страда од тој конфликт? А кој добива? Добро, повелете. Заим Желили од село Опаја, Добро. Кумановско. Сакав само да ги докажам зашто сме земале пушка в раце, поради невработен предрат и невработен сега. Доброволец. Невработен пред војна и невработен по војна, така? Не, невработен и пред војна и после војна, невработен. Ја имам едно прашање. Ако сте биле невработени пред војна и сега сте невработени, значи ли дека повторно војна треба да има? Не. Повелете, продолжете. И сакам да кажам дека јас се сеќам убаво Освојан Андов, бившиот председател на Собранието на Македонија, за нашите права, лично од него сум го имал слушано, треба преко нишан да ги добиете. И уште еднаш, и уште една. Мој брат, лично од село Опаје, што немаше војна, само имаше полиција и војска, беше киднапиран, 5 дена од Титовелец одведен. И никој никогаш не одговара за тоа. Сакам да кажам колку су биле способни во пунктовите и во селата кај су биле на цивилното население. Добро вечер. Добро вечер за нашиот гледач. Добро вечер. Повелете. Гледат од Битола. Поранеше припадник на безбедносните сили од 2000 до 2005. Господата од Учака би ги прашал дали во Лавце, кога се гаѓаше од џамијата према безбедносните сили на Арама, тогаш џамијата беше мета или тоаш беа мета цивили. А и друго нешто, сите знаеме дека пешадиските мини се забранети. Зошто господата кој го бранеше Слупчане поставуваја пешадиски мини во боровата шума кај Слупчане? Благодарам, толку беше. Добро. Има ли одговор? Зимбери? Има, како нема. Зашто да не одговарам? Значи, поставени мини погоре од Слупчане. Значи, си поминал Слупчане, кај сакаш веќе да одиш? Слупчане беше обколена од сите страни и беше гаѓана од сите страни. Цело време се гаѓаше во цивилно население. Ова не знам колку пати треба да се каже за да сватат луѓето дека цело време војската и тоа војска на Република Македонија да војува против својот народ, ова прв пат во светот се случува. Јас ова го кажувам, уште кога почна Танушевци, имавме, ние сите бевме поготвени, бевме и во Куманово, бевме и во Слупчане, униформирани све. Ние можевме уште тогаш, ако сме биле терористи, што го спомнува човекот, ние сме можели уште тогаш да удриме во гевилски начин, да удриме секаде каде што можеме, сме можели во полиција, во армија, прошла армијата секој ден покрај нас, ние сме чутеле, чекавме да Република Македонија и власта што беше тогаш да преземе чекори додека уште Танушевци беше само знакот колку да се даде на знање за да седнат на маса. Ги моливме 4 месеци, ништо. Цел момент, секој момент погинуваше по некој човек. Во сред Тетово, пред сите камери, тоа изгледаше како да беше наместена работа кога погина и татко и покрај авто. Таа слика беше толку провокативно што вашата стратегија беше да се издржи што подолго, односно да не се загуби, а не да се победи. Затоа вие не одевте на контактна борба. Значи не дека вие не сте сакале да имате судир со армијата, туку не можевте, бидејќи во тој случај сигурно дека вие ќе нанесевте загуби на армијата, ама ќе претрпевте и своји загуби. Вие немавте такви сили да издржите конфликт со армијата, вооружен судир со армијата таму. Зошто не влегавте онда? Тогаш зошто не влегавте во Слупчане? Затоа што ги користевте цивилите како заложници. Не е било таа. Господин Ангелов, зашто Арачино не го освоивме?
уставно да зборам, као македонски безбедносни сили. Тука немаше цивили? Еве да бидам. Не ви даде. Не ни дадо. Кој не ви даде? Најверојатно меѓународната заедница. Додуше јас тоа веќе бев во шок со ова, бидејќи вториот ден имав несреќа да бидам погоден од еден од борците на она најверојатно. И ние првите 2 дена имавме напредок. Во Рачиново ќе беше многу поспоро отколку што некој проектира и планира, меѓутоа Рачиново беше обколено од сите страни. И сигурно дека ќе паднеше. Прашање на ден беше кога. Со тоа што факт е дека ќе се предизвика големи разрушувања. А може ли да ти кажам дали ќе паднеше или не? Може, како не. Дури тогаш Рачиново, кога командант Ходжа го викаше пранешниот министер за внатрешни работи на кафе во Рачиново, не знам колку единици од УЧК беа внатре во Скопје. Значи, немало шансе во Рачиново колку армија да влегува во Рачиново. Од прилика колку ми интересува. Па сега тоа е наша работа колку од прилike. Исто така, додека вие кај Бунарот војувавте на кој Ступчане, моите специјални единици биле во сред Куманово. И не сте имале шанса никогаш да влегувате во Ступчане, нити во Рачиново. Тогаш војната само да завршам само. Тогаш војната во Рачиново да не беа меѓународна заедница, сигурно дека и Скопје ќе паднеше и тогаш ќе дојдеше до една цивилна војна, а ние како УЧК го неќевме тоа. Добро. Како мислите Скопје ќе паднеше? Добро, јас повеќе тука емотивно се дават изјави. Смислам по-објективно да во сфрха на тоа. Јас сваќам дека тука сме за да се сближиме, да докажеме дека тие ако некој со модерна израелска теорија се сака, омразата не е контра, туку индиферентноста. За да не бидеме индиферентни, ние тој што може да се омрази, може и да се сака. Затоа, впрочем, и градиме иста држава и мислиме оптимистички понатамо да ја доградиме и да овие белези бидат поука за идните генерации. И нешто приметба господинот го свати цитатот на Џорџ Орвел како заблуда дека некој бил во војна од заблуди. Тоа не е точно. Мене ми беше земен зборот. Јас мислам поинаку. Ако пред малку се сеќава дека во првата изрека што реков дека прво треба волја да се направи некоја промена, во таквиот обид за прекратување на тоа што господинот генерал рече подолго ќе ги остваривте вашите права, ние фактички действувавме катализаторно да Македонија се здобие со нов устав. Впрочем, тие го бранија уставот кој беше сменет, а новиот устав сега веројатно нема причина да се нападе. Јас да ве прашам, дали вие сега би го браниле новиот устав? Да би го доградиле уште да биде по-либерален, уште правата никогаш... До кога би го доградувале? Која е фазата во која ќе обраните уставот? Фазата за брањење на устав не е некој лимит кој би можеле, например, имаме разновидни држави кои се тоталитарни, па се до крајно демократски. Јас мислам дека многу убаво се живее во Белгија, Холандија, некои, например, Каталонија. Дали знаеа вашите борци за овие модели, за Швајцарија, за ова, или имаа директива да се нападне, а главните босови беа оние кои го знаеа моделот? Види што, речи си 90% целата командна структура на УЧК биле интелектуалци. И сите знаеле и што се случува во Македонија, кои промени ги барат во уставот,
кои се грешките направени до сега за тоа што дојде во војна и што треба да се стори во тој устав за да престане војна. Вас ме прашувам исто како и не си ми. Кој устав би го бранил? Дали сегашниот би го бранеле? Сегашниот би го бранел бидејќи полиберален малку. Иначе и овој треба стварно да се дотера до тој момент да сите во Македонија бидат исто задоволни и да више престанеме со овие, извини што на израз вака ќе ги кажам, овие глупави работи и да седнеме еднаш сите заедно да работиме на економски план и да сите добиеме плата, да живееме како луѓе, а не цело време уште да се јадеме со овие. Ова е више за останата. Едино во Македонија сега, наместо да размислува нешто паметно, ние се враќаме уште да зборуваме кој беше појак во војната, кој беше послаб. Се случи Охридски договор, иако ја сум бил строго против тој Охридски договор, но сите беа за тоа и јас прифаќам, не може се по мој кеф да се промени нешто во држава. Сите беа за тоа и јас се вклучив во тој Ангело, дали кој устав би го бранеле? Само е Чумовски. Само е. Назад да се вратам, ќе бидам краток, една минута. Значи, господинот Зимбери, вака како што зборува, ми делува многу искрено и верувам дека не лаже. Му верувам едноставно. Меѓутоа не размислуваа сите припадници НОНА како него. Јас длабоко во себе сум убеден, а моето убедување не доаѓа од тому дека сум го сонил на сон, туку се темели на многу прочитана литература, на многу направени анализи, дека целта на ОНА беше отцепување на територија од Република Македонија. И мене никој не може да ме убеди во спротивното. Значи, не правата. Може би правата беа искористени само како пандан. Не ме прекинувате на многу. Не, без гледа, само збори. Почнувајќи од Струга, која што сега со последната територијална подела стана албанска општина. Значи, ние добивме еден територијален појас. Прво, општина Струга контролира од прилика 1/3 од Охридското езеро, од брегот, од македонската територија на Охридското езеро. Понатаму, ако идеме северно, иде езерото Глобочица. Понатака доаѓа Дебарско езеро. Дали тоа априори значи дека и натаму албанците ги сметаат за непријатели? Морам да го докажам, не ме прекинувате. Мавровско езеро, каде што сега на големо се населуваат и откупуваат викендици. Шар планина Кораб, нашите наубави пасишта. Понатаму Расче изворот од кој што цело Скопје пие вода, завршувајќи со Липковските брани, двете брани од кои што цело Куманово пие вода. А не Липкова. Зборувам сега за водата, значи хидропотенцијалот. За водата јас зборувам. Вака сега. Значи, отцепувањето на тој територијален појас, сите води за пиење на еден начин се наоѓаат токму на оваа територија. Ако ние гледаме малку подалеку, имајќи впредвид ова глобално затоплување, што значи за нас отцепување на тој појас? Ние кои донесе водите сега дека не доаѓа во предвид отцепување. Меѓутоа сето тоа има некоја позадинска логика, со тоа што јас ќе кажам дека албанците нас не можеа војно да не поведат, меѓутоа за тоа сега не би се натегале, меѓутоа тие со повеќе децениска вешто водена демографска политика извршија целосна промена на структурата на население. Тоа не е точна констатација. Некој ве индоктринирал погрешно. Знаете ли дека опаѓа наталитетот кај албанците? Не за сега, сега опаѓа, меѓутоа 54-та беа 12,5%, 2004-та 25%. А што мислиш со намера да ве победиме со наталитет или што? Добро. Добро вечер за нашиот гледач. Само момент. Ало, добро вечер. Повелете. На телефон гледач од Прилеп. Пред се сакам да ги поздравам присутните учесници во оваа интересна дебата. И, нели, сакам да сам добар за малку на дискусијата на претходниот гледач, кој што искажа тоа, нели, до кога вака. Дали е ова нешто конструктивно или е, нели, корнење на стари рани. Па сите сме свесни за тоа што ни се случи, како се случи и до кога вака ќе одиме, нели. 6 години помина од тие настани, а државата воопшто не искоментира и не кажа јавно што е тоа. Дали е, нели, војна, дали е конфликт, дали се терористички напади. Господинот спомна таму дека, нели, се води војна, а војна се води со организирани војни структури. Пред се, нели, и помеѓу две држави. А во тој момент ја спомна и Радуша, и се позадината на целата војна структура, нели, се наоѓаше во Косово. И во тој случај во настаните на Радуша, нели, загина пола КЗК. Не. И се надоврзува на господинот генерал кој што се придржува на
тие борби за ресурси, пред се за водата која што се јавува. Добро, ви благодарам многу. Дали вие имате прашање, повелете? Господинот Зимбери спомна некои работи од денот Д, односно од 14 март, па наваму. Спомна дека они биле спремни со униформи, со не знам што таму. Тоа укажува на податок дека они имале паралелен систем на РИК, односно раководење и командување, супротно државата, супротно уставниот поредок, супротно устройствата на оружаните снаги на Република Македонија, и дека биле спремни да пошто-пото, по примерот на Косово, да го рушат поредокот и нормално да си добијат територија. Колку била замислата нивна да го реализираат това, самите они знаат нивните инструктори, сите оние увозни кои ги има преку Косово, преку Брезовица, Радуша и така натаму. Впрочем и сета штета во жива сила која ја има на Радуша, преку Брезовица, со сточни грла ја пренесуваа таму каде што ја пренесуваа, самите знаат. И не пријавија жртви. А сега бараат нешто што де факто и де јуре не држи никаква вода, нема што да бараат. А друго што би прашал, кога спомна бугари, срби, не знам што таму, дека оружените снаги на Република Македонија имале. Факт е дека оружените снаги на Република Македонија го бранеа уставниот поредок, ја бранеа државата и беа таму каде што беа, независно дали биле од Делчево, Пехчево. Добро, тоа веќе добро, благодарам, тоа веќе кажам. Да, повелете. Логистиката која им беше да они ја имаат униформата, да они имаат оружје. Кој беше нивниот спонзор? Кој беше нивниот креатор на РИКот, на системот на раководење и командување? Добро. Впрочем и Талат Джафери на Канал 5 спомна УЧК. Господа, дајте малку да се замислиме, да решиме, да кажеме што беше. Не може да не биде војна, беше војна. Јас ќе одговарам. А кој ни ја наметна, тоа е друга работа. Благодарам, мислими? Мислам дека целата ова хаварија со непомирување со таквиот устав кој генерираше конфликт беше мајоризацијата. Пошто ми е со тие 20 или 12%, не е битно, има 0,8% свис романи во Швајцарија, меѓутоа ги доживуваат сите своји права. Таа мајоризација не натера да помислиме и на други решенија, што многу го поддржувам во таквата констатација дека албанците не кроеле граници, тоа го прават големите сили. Впрочем, балканските земји стана башти на западните сили и не бевме ние толку наивни. Војната се случуваше и во Словенија, и во Хрватска, Босна, па Косово, па дури и Македонија. Дали тоа беше мотив на разурнување и полесно купување на богатството, тоа тие во нивните кои ни го скува таквата манџа. Ние тука не се фативме како што тоа го правеа бошњаците, само со мали разлики во вероисповеста, ист јазик, исто писмо. Ние тука два скроз различни етникума дојдовме брзо до логични решенија и тука би престанал со неговиот одговор. Претходно сакав да ме прашавте и одма разминавте на мојот колега или до когај би сте го менувале уставот. Мојот одговор е до Македонија без граници во Европската унија. Добро вечер за нашиот гледач. Добро вечер. Илјанова Набела од Битола, сопруга на загинат припадник
Господине, една замерка до вас, Чомовски. Не мислите дека е срамота да ги донесете на маса, да разговараат терористи и бранители на интегритетот на Република Македонија. Ова е срам и за Македонија и за владата. Каде да ги обнесам? Кај да разговара? На телевизија. Кај да разговараат? На ливада? Па на ливада разговараја. Очигледно. Добро. А и се уште разговараат изгледа на ливада. Пошто во памете се уште им се пушките, митралезите, бомбите и се друго што не треба да им е во памет. Кој ви загина вас? Мојот сопруг загина. И детето ден денес и цел живот ќе биде без татко заради тие таму што седат и сега што го гледам на телевизија. Дали не е срамота тие истите што пукаја на нашите, вие да ги носите во емисија и да ги правите бранители и да им ги давате правата, исти оние права кои што му ги зедовте на мажми и останатите кои загинаја во 2001. А мажот ми и останатите беа повикани од државата да ја го бранат суверенитетот и интегритетот на Македонија. А не беа неписмени, беа многу писмени деца. Сите. Само една минута. Бидете на линија, ме молам. Дали се уште на линија? Да. Кажете ми, бидејќи следниот половина час сакам да поставам на прашањето на социјалните права, на заштитата на бранителите и на бидејќи загинал вашиот сопруг, како се грижи државата за вас како семејство, за вашите потомци? Исто како што се грижат тие за своите, како што видов во спотот што го имавте снимено. Многу убаво се грижите и вие за вашите. Така исто се грижат и нашата држава за нас. Толку. Благодарам. Оливер? Само един момент, бидете љубезни. Оливер? Па, не знам. Како се грижат? Која е незадоволство? Грижата за нас, ние ще, пошто имаме контакти со... Значи, се дадува по некои станови, што треба да се исплаќат тие станови. Се вработи по еден, мислам, али то не е доволно за... А што станат не е доволно? Значи, имаше големи ветувања, че има некои поголеми права во школување на децата, запишување на факултети, на загинатите. Тие права никој не ги, мислам, ти не му се стварени, не му се дајни ни основните. Така, значи, дамата ја познава многу добро, сум бил повеќе пати во посета во име на Унијата на бранителите и можам да кажам дека ова што го рече дека се грижи државата, како што и за борците на ОНА, односно жртвите се грижат нивните, под наводници и беше, значи дека буквално никој ништо не се грижи за бранителите. Можем од констатациите што ги имаме направено преку контактите со семејствата на погинатите и ранетите бранители, значи да констатираме дека државата уназад 6 години, значи многу малку има направено за бранителите во поглед на она што е обеќано. Има направено и донесен еден закон кој што буквално или дословно не се почитува, односно и не носи некои права. Да не ги спомнуваме обештетувањата на семејствата на погинатите. Во момент на жалост, во момент на тага, од министерствата му дојдоа им поднетнаа да подпишат изјава дека нема да тужат и со некои 200-250 илјади денари ја замачкаа сета работа, изразија сочувство и така натаму. Посебна приказка е за ранетите бранители кои што било активни резервисти, беа осигурени од КЮВИ, осигурителната компанија не го призна случајот како осигурена ради воени действија кои што ги исклучува од осигурителен случај. Исто така и надоместот на нематеријалната штета што ги следува согласно Законот за внатрешните работи или Законот за облигациите, бидејќи работникот ја повреди за време на извршување на редовни работни задачи, како што беше случајот со Трајковски, извршува задача во интерес на државата и патува со авион државен, така натаму така и ние бевме повредени, меѓутоа обештетувањето и ден денес 6 години се талка некаде изгубен по лавиринтот на системот од судскиот систем, нели? И нема пресуди, нема решение, се нешто се влечка, се нешто се врти така. Да не спомнуваме посебна е приказката за резервистите кои што пред војната работеа и има своји работни места, се озваа доброволно на повик. Само момент. Дали има единствен одбор кој се грижи за заштита на правата на борците на ОНА? До сега имаше едно здружение на што го водише Фазли Велију, а сега е уште една, кај што сум ја представник на таа организација на војните ветерани.
И тука значи колку има кај македонците, кај албанците има две, кај македонците колку има, едно 15 здружени? Значи официјално 8 директни учесници и 8 здруженија во Македонија постојат, кои што се обединети сега во Унија и во технија регистрација пред судот, пред надлежниот суд. А иначе, можам уште и да додадам на колегата, пошто преска постои прашање, уверението за бранител кое што секој учесник во одбраната на територијата го доби, на државниот суверенитет на Република Македонија го доби, стои називот, значи во борбата против учесник, во борбата против албанските терористи. Значи не е некој термин што јас го искористив овде сега или некој филозоф да го измислувам, и од друга работа, нели кога праша Прегеска во врска со на правата не биле остварени така натаму. Па албанците се во од самостојување на Македонија во власта, прво беа ПДП, после беа ДП. ДП не беа ни регистрирани како политичка партија, сепак беа во власта. Тоа е друго прашање што политичките партии се однесуваат како акционерско друштво само за своите. Каков е односот на државата кон ранетите или инвалидизирани припадници на безбедносните сили, не на резервниот состав, на активните? Државата, тоа е владата. Да. Ние во овој период од 2001 година па до денес променивме повеќе влади, се сменија повеќе влади. Значи, ако зборуваме за владата во моментот кога конфликтот настана, владата на премиерот Љупчо Ѓорѓиевски, значи во тој период беше донесен овој закон за посебни права на припадници на безбедносни сили, меѓутоа тој закон беше многу слаб, да кажам, полн со пропусти, кои што претежно се однесува на правата на војните инвалиди и на правата на семејствата на загинатите. Со тоа што оние припадници на безбедносни сили кои што не беа повредени, никој не ги третира. Значи, ние цело време, почнувајќи од 2002 по доаѓањето на СДСМ на власт, кога почна хајката против лавовите, кај нас се концентрира целото внимание кон лавовите. Ние треба да ги оставиме лавовите на мира. Тоа е една политичка единица која што се формира на самиот крај на војната и која што не учествуваше во војната, меѓутоа тоа беа луѓе кои што се пријавија да војуват за одбраната на Македонија. Значи, тоа што тие не војуваа е затоа што војниот конфликт заврши. Значи, ако ги тргнеме лавовите на страна, оние припадници на безбедносни сили, кои што ние секојдневно ги среќаваме околу нас, еден полицаец кој што нас регулира сообраќај на раскрсница, еден позорникар полицаец кој што се шета со пендрак лево-десно, тоа беа оние припадници на безбедносни сили кои што активно учествуваа во вооружените борби, исто така и припадниците на армијата. Значи, нив речиси никој и да не ги третира. Добро, поштувани гледачи, добро вечер. Само еден момент. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Добро вечер за господата во студио. Се јавува брат на погинат редовен војник, кој моментално неговата фамилија е целосно запоставена после случајот, после погинувањето на војникот, на Танушевците случајот, но извештајот тоа нема. Не беше дозволено да иде неговата фамилија на лице место да го посети настанот каде што се случил. Па таткото и мајка од тој момент навака се нон-стоп болни, а во судот се талкаат предмети за обештетување. Има таму некој господата од здружение што е таму, он кажа нешто во врска со судските спорови што се водат за тоа. Јас би сакал најпрви, мојот брат беше дента требаше да се скини. Од браќајци се од Танушевци погина во возило Леонидас. Од тоа навака немаме никакви извештаи, дали како дошло и што дошло. Од другата страна се демантира дека тамо во тој момент немало луѓе од нивната страна, а нашиот брат погина без никакво објаснување дали погина вака или така. Ние евентуално сме излажани од армијата. Јас бев вработен во армија, за рок 3 години добив 10 или 12 решенија, се жалев кај министерот, но добив плата за 4.500 денари, што евентуално моите трошкови не можам да ги покријам. Сега се префрлив во гранична полиција, таму малку ми е подобро,
но од армијата сме згадени, така да кога се слуша ова, јас најискрено би посакал и другата страна да има исти права, како што ние сме турци по националност и затоа сме изоставени. Дури една жена од Министерството за време на подпишувањето на документот со татко ми му рекла дека него не му припаѓа тие права, дека он е турчин, дека нема што да бара од оваа држава. Добро, ви благодарам многу. Поштовани гледачи, следите емисијата во која во вториот дел, после прилогот што сега ќе видите и рекламите, ќе разговараме за можните решенија на, условно кажам, речникот кој го употребуваме, ресоциализација, социјален статус, права на поранешните припадници на ОНА и поранешните припадници на безбедностните сили на Македонија. Сега видите уште еден агол на снимки и искажувања од моите соработници во ЧУМ. Unë jam kona në luft 2020, edhe këtë ato jam kona në vitë partë frontit. Për shembull, më kanë shtikë si raste, për shembull që janë rrej shqiptar në polici. 6 години потоа, незалечени рани, свежи сеќавања, учесници во ОНА, припадници на македонските безбедносни сили, дали беа жртви на политичката манипулација. Последиците ги чувствуваат сега. 2001-та беше удар врз економскиот, социјалниот, политичкиот живот. Поранишниот припадник на ОНА, бизнисменот Музафер Харуни, е собственик на ресторан во старата Скопска чаршија. Вели, никогаш не било полошо. Мунат më konë ma mirë vetëm qofse invalid e luftës, familjet e dëshmorëve, edhe biznismen shqiptar, të lihen në ratë, punojnë, s'ka problem. S'ka me pas problem. Dersa kidnapohet biznismeni shqiptar, ju mirën nga 800.000 euro, edhe nuk zbulohen rastet. Atëherë faktikisht ky shtet thot s'du me ekzistu vetë. Policia thot, atëherë thot s'du me ekzistu. Se ti zhduksh biznismenën shqiptar, ti lojnë vetëm Macedon, s'ka шанс. Сончев март како и овој. Македонија во период кога немилите настани ескалираа. Април затишје пред бура. Мај разгорување на војната, па јуни и јули месеци на пресврт. Решение за иднината на Македонија во август, блиску до неприродниот крај во септември. Вака генералот во пензија Митре Арсовски и професорите Стојан Кузев и Ристо Дамјановски ги опишуваат најгорливите месеци во незаборавната 2001. Нивното дело ја погоди другата страна на приказната. Кој сакаше оваа тема да ја заработи, да издаде на информација од страна владата или од некој друг. Потоа сакаме да видиме кој беше агресорот, дали беше навистина агресор, или тоа беше некој судир, обичен како што сака да кажат некои луѓе. Потоа едноставно сакаме на граѓаните на Република Македонија да им изложиме една материја која беше табу тема Македонија. Pas luftën ndryshe. Pas luftën na ndodhen disa raste, pat disa vrasje, pat disa, për shembull, makina që uçun në ajër, edhe kur nuk janë zbuluar ato. На Македонија и на сите нејзини лојални граѓани, ова како посвета стои во книгата насловена Војната во Македонија во 2001 година. Против удар, критичко согледување на делото на Арсовски, Кузев и Дамјановски. Зад него стои перото на генералниот секретар на ДУИ, Гзимо Стрени. Тој зборува за другата страна на приказната. Војниот конфликт се случи за албанските права, а не за приграбување територии. Причините и целта се други. Но едно е јасно. Имаше многу загубени животи, многу инвалиди, трагедии. Фактите потврдуваат. 2001-та остави трајни траги. Утре Тетово се обидува да се организира собир што би требало да биде присветување на настаните под Кале 2001 година.
Овие денови во јавноста се отвори во рамките на политичкиот диалог и заштита на правата на припадниците на ОНЕ. Значаен дел од македонските бранители се незадоволни од заштита и социјалниот статус во поствојниот конфликт, особено на луѓето кои беа ранети или излегоа со трауми од војната. Мои вечерашни гости на овој дел од темата, не значи веќе зошто војна и по која цена конфликт, се Абеден Зумбери Куманово, Ферат Несими Тетово, Стојанче Ангелов, Оливер Пановски Прилеп, Ацо Стојановски Скопје и Дамјан Стојановски, генерален секретар за сите деца во светот. Зумбери, имате жртва во семејството, која од 6 години наназад гледате една страна, наназад. Дали мислите дека таа жртва може да биде компензација за колективните права што ги остваривте? Као човек да прашува. Види што, било што да се случи, сега да се даде било што, не може да ги врати тие животи што беа изгубени и да ја лечи таа болка што ни е створена на нас. Работа е да како дојде до војна, што дојде до војна. Ние ако почнеме да се пак вратиме назад и да се рачунаме еден кон друг, националисти, терористи, било што, зашто ние се враќаме назад. Постојат две мотивации, јас така мислам дека ги рачунам, а сигурно и вие, дека постои позитивна и негативна мотивација. Ние сега ако почнеме да зборуваме за негативна мотивација, зашто ние сега не се спремаме за во иднина како да одиме и како да чекориме, него ние се враќаме назад. Сега, јас го искористам прилика на таа жена што се јави, што му е погинет мажот. Жално ми е стварно и она жена треба да е заштитена и неговото семејство да е заштитено, ама и она треба да свати дека и од другата страна има мајки кои плачат, мојата фамилија е целосно уништена во 2001, што значи деца, жени и млади беа погинати, масакрирани. Имам, јас ви донесев една касета, кога сакате како телевизија пуштите да ја види македонската јавност. Да не се враќам, ја не сакам, затоа не сакам од 2001 натаму, од Охридски договор натаму не сакам да се враќам. Не сакам да се потсеќам на тие грди војувања, сега да не влегуваме кој во право, што во право, затоа треба една цела емисија да се кажат само мотивите за тоа зашто дојде ова. Работа ни е сега да зборуваме од Охридски договор наму. Нека ми каже некој од вас, дали само ова да кажам. Нека ми каже некој од вас, затоа што сум бил учесник во таа војна, значи сега јас што треба да правам? Да ја напуштам ова земја, да работам за ова земја или да бидам нормален човек како вие? Ако значи зашто да одговара? Затоа што земете го микрофонот. Господине, треба да одговарате вие за тоа што го сторивте. Да, што нападнавте територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Кога сум убил јас? Молам? Дали имате доказ дека јас сум убил некого? Вие зедовте пушка во рака против системот на Република Македонија. А за нас тој систем како беше? Па вие не го признавате. Па не го признаваме, зашто не беше за нас. А од кои причини? Господине, само еден пример го спомна Липковската брана. Две брани постојат во општина Липково. Ма не е само Липковската брана. Само ова пример, еден пример ти го дадам. Добро. Две брани постојат, поминуваат низ Липково, сите македонски села и Куманово надоле примаат вода за пиње, цела општина Липково нема ни канализација ни вода за пиење. Во овој век, 21 век, да немаме вода за пиење, не знам... И што треба да значи тоа? Значи секој ден ми дојде инкасант дома, јас треба да земам пушка во рака, не? Или полицаец. Доволно. И што сега треба пак тие болки да ги враќаме назад? Не да ги враќаме, има некои работи што треба да ги објасните тука. Например, ќе земеме примерот масакрот во Вејце. Кој го стори тоа? Вашите дисциплинирана војска или некои крмдици? Па сигурно таа војска е пошла да убива некога, затоа е убиена. Ама кој го стори? Кој? Па го сториле тие што го штителе. Кај се пошла таа војска? Молам? Добро. Кај се пошли тие? Па не знам, вие кажете ми. Господин Ангелов, молам. Господин Ангелов, повредени ли сте во војната? Да, бев ранет во Рачино. Во Рачино? Тешко? Прилично тешко. Во десниот бел дроб, притоа куршумот минувајќи низ моето тело, оштетил крвен сап поголем, дојде до силно крвавење, крвта буквално ми истиче низ уста со силен шум, десната страна не ја чувствувам. Дали сте сега рехабилитиран? Многу. Исто како порано. Вака ми делувате здраво, живо, право? Да, затоа што во моментот кога бев ранет, бев
полн со енергија и бев многу добро трениран, а и после тоа продолжив понатаму со тренинг. Не се предадов. Кој ви излече од... Доктор Караѓозов ми го спаси животот во државна болница. А од таму ми извлеко колегите. Место докаде што паднав, сам не можев да мрднам ниту еден метар, ми извлеко моите колеги, припадниците на тигрите. Од Рафал или од снайпер? Бев погоден со еден куршум 7,62 пута 54, тоа или некој снайпер или митрлес. Меѓутоа падна прво граната и тоа не беше само еден истрел, туку беше канонада од истрели. И стои после моето паѓање, борбата продолжи со многу жесток интензитет, така што во еден момент оние кои што ме излекуваа не можеа понатаму да продолжи да ме влечат, ме остави и продолжи да се борат, па се навратија пак назад. И јас, откако мене извлеко, тие од таму уште едно половина час не можеле да се излечат, бидејќи борбата беше навистина жестока. Ја видовме солзата на малечката од семејството Зимбери, ја чувме личната траума на сопругата на еден од загинатите. Може да ја видиме вашата рана? Сега да се солечам? Може, како не. Може. Нема да ја биде незгодно? Не. Да беше снимено, јас ви понудив. Дека како рана... Не, сакав да ја покажете и да ја прашам директно, и тоа многу безобзирно. Без да ја покажете. Дали е тоа демагогија во која сакате да ја уновчите раната? Па јас вас би ве прашал, ако јас сега ви дадам вас €1.000.000, да ми дадете вие третина од вашето белодробно крило, колку што мене ме извадија, дали би прифатиле? Немам одговор. Јас немам третина од мојот десен бел дроб, понатака моите ребра од десната страна се врзани со жица, многу убаво изгледат на рентген, жицата до душа е златна, паѓам во искушение да ја извадам. И после со шрапнели од кошулицата на куршумот. И сега тука би допрел еден друг момент. 2002 кога СДСМ ја освоја власта на 15 септември и кога требаше да направат препорот на Македонија, има еден куриозитет, еве мојот личен пример, а тоа беше и генерален однос кон бранителите. Владата беше формирана во сабота. Во понеделник Бранко Бојчевски беше ставен за директор на Бюрото за јавна безбедност. Тој е многу тежок стручњак за специјални единици. Во вторник во 9 часот мене ме сменија, од заменик командант ме ставија помлад инспектор за останати имотни деликти. Без разлика на мојот чин генерал мајор, кој што го добив од министерот Љубе Бошковски за војни и повојни заслуги. Значи, јас тој чин бев војно напреден. Јас знаев дека сум премногу млад и дека не треба да бидам генерал. Ја бев кај министерот Љубе Бошковски, се обидов да го убедам дека не треба да бидам генерал. Меѓутоа тој не сакаше да слуша и каже дека ако некој треба да биде, што си ти? Буквално така, за тоа имам и сведоци. И сега доаѓа СДС и кон мене се однесуват како да сум јас државен непријател број 1. Јас во оваа прилика би ги пофалил нив. Јас и во периодот на војната и потоа немам една обична телефонска закана по телефон. Да ми се јави некој албанец да ме испцуе или да ми се закани. Со нив немав никакви проблеми надвор од оние борбени дејства. Значи, условно кажам, имате проблеми со нашите. Не со нашите, со тогашната врхушка на СДСМ, бидејќи јас како директно одговорник и посочен тогашниот премиер Бранко Црвенковски, министерот со чудна насмевка Хари Костов, понатаму Бранко Бојчевски, директор на јавна безбедност, и Борко Марковски, подсекретар за униформирана полиција. Тие направија масакар на припадниците на безбедносните единици. Стојановски, колку има ранети и бранители? Па бројката е некаде околу 340 официјално признати, од половина 170 се од армијата, останатите се од полиција, меѓутоа црната бројка, така наречена, се уште не е дефинирана со оглед на тоа да многу бранители кои што во конфликтот беа ранети не посветува многу внимание на тоа да обезбедат медицинска документација за повредите што ги има, така да имаме луѓе кои што се со прострелни рани и така натаму немаат никаков документ, што не можат да докажат дека биле ранети во конфликтот и не уживаат одредени права. Мислиме, дали има податоци колку припадници на ОНА би требале да бидат подложни на евентуална законска, формална или неформална заштита и некаква материјална сатисфакција, социјална и материјална сатисфакција? И дали мислите, например, дека за борци на ОНА, кои се бореле за национални права, за голема кауза и идеја, е соодветен терминот ресоциализација, не баре се криминалци? Вака децидно бројот не го знаеме. Веројатно бројката се движи
околу 200-300 и без погинатите, мислим, ранети. Ако тука не навлегуваат луѓе што се травматизирани, мислам за ресоциализација секако дека тие кои биле социализирани, меѓутоа албанците никогаш не биле прифатени во друштвото. Ние сме се рачунале како приватен народ, прочем сме имале приватен универзитет. Нашите населени места приватно сме ги градиле и патиштата и таму каде што биле мешовити средини се инвестирало. Инаку ние сме се обиделе и порано, меѓутоа националната емансипација доведе до тоа да доаѓаме во предвид да доаѓаме до кавги. Тоа е позитивно. Бидејќи штом се доаѓа до кавга, при таквата состојба доаѓа до вистината, бидејќи само нервозата, односно алкоолот или нешто слично на тоа, ги открива намерите. Впрочем, тогаш се наоѓа и манир на дејствување. Така што ова Македонија го унапредила набргу након тоа стана земја кандидат. Без Охридскиот договор ние бисме се одолговлекувале со 10 години и повеќе. Сакам само еден момент. Зимбери, македонскиве, да речем, безбедностни сили, ретко кој профитирал или е дели судбината на човек кој е сгрешил работата. Дали профитира генералите на ООН од статусот и од војната? Профитира само оние кои се фатеа за политика, тие да. А иначе, еве, јас лично ви кажувам, јас се уште сум раселено лице во Куманово, живеам под кирија, без куќа, без ништо, што значи така. Некои што се нафатеа за политика, во грбот на војната, со крвот што пролива во војната, и искористија таа прилика во име на војната да профитират, и пуно од тие имаат сега нормално богатство, некој можда порано немал ништо, сега има, али повеќето од тие луѓе се сиромашни, тие честните се сиромашни и си ја гледат својата работа. Добро вечер, во 23:20, кој тоа не следи? Добро вечер. Повелете. Иван од Прилеп. Повелете. Златко Апостоловски, Джанго. Да. Во конвој во Карпалак. Имам голем поздрав за тие тројцата од ваша лева страна, што се сакам да поздравам, привеќе се бранители на Македонија. А тие од десна страна, твоја се терористи. Тоа е чисто. Сакам да ги прашам, и македонската јавност да прашам, дали може тие од десната страна, 25% биле албанци, а ние сме 75% македонци. Како кажува тоа другарчето, дека може ли Куманово, Скопје, да изгуби Македонија онди? Добро, благодарам многу. Не дозволи се. Кажете ми, господин Становски, дали сега речникот на конфликтот го заменуваме со речник како да им се обезбедат права на луѓето кои настрадале од војната? Прво да кажам, значи де факто имаме една страна која е бранител на суверенитетот, интегритетот и уставниот пореток на Република Македонија. И друга страна која бара своји права во матичната држава каде што живее. Имаме рамковен договор, значи немаме уставен поредок, немаме де јуре права. Самото тоа, значи, ја дефинира состојбата, на одговорот на вашето прашање, дека сите тие работи треба да се концепираат од страна на државата и да се постават дека овој мултиетнички карактер на Република Македонија кој го дефинира 5 луѓе, значи 5 потписници на рамковен договор. Тоа дали можеби не е ни по моја волја, можеби не е по ничија волја, меѓутоа тоа е сегмент на нашиот денешен устав во државата во која живееме. Значи тие се реалните постулати. Добро вечер за нашиот гледач. Ало, добро вечер. Повелете.
се јавуваме од Скопје, само две прашања. Да. Едното прашање до вас, ако прикажувате за малтретирање како безбедносните сили на Република Македонија се понашала према албанците. Значи, пред малце што ги гледавме сликите, значи тој најверојатно инвалид, така? А зашто не прикажете сликите од двете? Па да се споредат, да се види кој како се понашали. Добро, благодарам. Дали има уште некој гледач? Јас ќе одговарам. Добро вечер. Нема. Појдете. Претходно изговарав некоја манипулирање, што дословно господинот генерал во право по него реагираше така што беше навреден, нели, по тоа дека не сме биле манипулирани. Како може да се објасни во Вејце сите да бидат од Битола и во Карпалак сите да бидат од Прилеп, а додека имаме некоја карта што беше прикажана за размена на територија и после одмислување на куќи на турците, албанците во Битола, дали не била некоја режија, по моје мнение, да биде етничко чистење на Македонија на два дела, односно на еден поголем дел и еден помал дел. Тука, пошто фалат аргументи, не би навлегувал, чинам дека злонамерници ги пратиле тие млади војници или бранители до Вејце, знаејќи дека целата шара беше под униформа на нашите бранители. Добро. Се имаме... Тука морам да се вмешам, немате податоци и не ви замерувам. Значи, групата која што тргна кај Вејце се работеше за патрола. Затоа сум многу добро информиран, тогаш бев командант во посебната единица на полиција. Значи, во една рутинска патрола, токму тој период имавме едно затишје. Повеќе од 2 недели немаше никакви војни действија, немаше ништо. Луѓето затоа и беа невнимателни, затоа и загина. Беа малку поопуштени, бидејќи имавме период на затишје, кога војните действија беа прекинати. Сите од Битола, сите од Прилеп. Таква беше структурата на нашите единици. Значи, полицајците беа од битолската посебна единица, а волците беа од поднивната единица, беа од разни градови. Значи, тие беа на друг принцип. Тоа е случајно. Значи, последните полициски единици функционираа по принцип територијален. Значи, имавме група од Штип, група од Битола. Добро, да не се враќаме тоа. Јас сакам на крај. Бидејќи сега имаме една актуелна ситуација која е контраверзна. Прво, дали да се изедначат во правата? Прво, дали имаат права и бранителите и борците на ОНА? Тоа е една работа. Второ, реплицираше господинот генерал директно во ова. Видите, како што и сами на почетокот изјавивте, дека фактички имаме две единици на две здруженија на ОВК. Имаме дури 8 здруженја на бранителите. Јас мислам тоа да биде едно здружење за сите, подеднако, бидејќи ако ова војна се рачуна како суд и тој суд донесе конечно решение дека Уставот не чини, фактички ние сме биле во право што тој Устав сме го нападнале. И фактички треба да бидеме амнестирани, бидејќи сме... Па сте амнестирани? Не употребив некој поадекватен термин. Значи, фактички, ако успеело нашето залагање дека Уставот е променет, фактички тие што го браниле тој Устав биле криви. Не би навлегле до таа мера, не сме тука меѓународен суд, меѓутоа, кога и веќе се постигнува еден договор, како што е Охридскиот рамковен договор, жртвите се од иста крв. И ми имаме 4 групи на крв. И нашите деца плачат, како што плачат децата на загинатите бранители, и нашите мајки плачат за своите синови,
војната не донесува цвеќе, војната го полива местото со крв. Ние ќе мора да се суочиме и со последиците од војната. Ние мораме заеднички да сожалуваме за тоа што не успеле нашите политичари благовремено да го да действуваат, да не доаѓа, дури и да ги мотивират повеќе кој што ќе војува да го наградат во генерал, или тоа што не сум господинот, чувствувам дека е професионален официр, му завидувам на неговата убеденост и храброст, така треба да бидат. Меѓутоа, реков, пак го бранам тоа, дека Уставот че не ќе го сакам док Македонија не биде без граници во Европската унија. Кој со И тој господин да биде генерал на НАТО војската во мировните мисии. Значи, во контекст на ова прашање, јас ќе кажам, работам конкретно со децата на загинатите бранители од 2001 година наваму. Минатата година за прв пат го доделив орденот за носители на мирот на децата на загинатите припадници на безбедносните сили. Јас лично го дојдов, тоа и медиумски беше презентирано. И поставив едни координати за да воспоставам контакт. Значи, со децата на ресоциализација работам постојано, не се криминалци, и експертизи од толеранција и ненасилна комуникација. Имавме земски камп Крушино и тоа беше медиумски проследено. Зборувам за децата на загинатите бранители. И постојано во текот на годината има посебна програма за тие деца. Се обидов да разговарам со господинот Фазли Велију, меѓутоа не добив никаква повратна информација за комуникација. За заеднички камп? За заеднички, првен да се воспостави комуникација, па на тамошни текови. Сакам да констатирам едно, дека овие луѓе тука, ја не ги познавам, меѓутоа од она што го изјавуваат, навистина се добронамерни. Но идеолозите денеска имат многу поголеми социјални права него и припадниците на безбедносните сили, бидејќи и самите тие учествуваат и земат 60.000 денари во работата на законодавниот дом или предходно во власт. И обратно. Значи, тие работи народот мора да ги надмине и мора да ја земе во предвид кохерентноста на постоењето на македонската држава. Треба да ја сакаме Република Македонија и треба да се свати дека демократските вредности, демократските постави на оваа држава после рамковниот договор гарантираат социјални права на сите граѓани. Е банално ако едната страна биде иземена, а другата има права. За жал, можам да го коментирам и законот што го имаат припадниците на безбедносните сили, кој де факто уредува многу принципи, меѓутоа де јуре, јас и денес се борам за некои од децата, дали за стипендија, дали дури некои банални проблеми за сместување во студентски дом и така натаму, што државата некако го изгуби слухот по однос на ова проблема. Поштовани гледачи, за жал не можеме да одговориме на сите прашања, но ако ништо друго, барем ќе се обидеме да ги доставиме до јавноста. Ќе ви одговарам? Не. Може ли да ти одговарам на тоа? Да? Да. Сегашниот устав зборува, не минат. Ние за тоа што се боривме за УЧК, сакате уште да работиме за тоа, нели? Јас имам едноставно прашање на крајот од емисијата, многу едноставно. 6 години понатаму, ве молам, благодарам. 6 години потоа. 6 години потоа. После се што е направено. Дали крајната цел може да биде повторно пушка наспроти пушка, куршум наспроти куршум? Моето залагање, јас овој одговор ќе го дам. Моето залагање од војна 2001 до сега е да се смират работите и затоа е нашата организација за да ги рехабилитира тие што беа учесници на војна, тие деца што станаа без родители, да се згрижиме за нив док почне држава да се грижи. Ќе се грижиме до крај, работиме на тоа. Јас лично бев
прв човек кој работев на враќање на пилот планот на полицијата во општина Липково. Цело време се додека беше инсталирана полицијата. Момент само, не паѓате. Цело време се ангажирав како советник за безбедност на општина Липково, да сварам мир во општина Липково и да враќам живот во нормален живот. Сега мене опште не да каже некој дека сум станал, сум кажал дека за овој повреден што е бил, сум нешто против он да добива право. Јас сум затоа да сите тие сирачиња, тие што погинале, тие погинале. Отишле, бил терорист, не бил, тие отишле. Ние бараме за нивните деца. Што е крив детето што останал без татко, да остане сега без дете? Сега, значи, ние тоа негативна мотивација му даваме на тоа дете, за он погинал му татко и да се убеди дека, значи, неговиот татко имал право што се борил, сега ќе се борам јас. Значи, пак ние после неколку години, пак од тие деца ние да формираме УЧК и да го нападнеме држава. Вие сите ги знаете по име презиме наши. Ве молам. Добро, имате намера сега, ја не се... Јас не мислам така како што вие мислите да се вратите назад. Зимбери, ве молам. Ангела. Јас мислам да ги тие работи забравиме више, да почнеме нов живот. А нов живот не се... Ние вашите не ги знаеме кои се. Како ги Што знаеме? е тоа важно толку многу? Што ви гледа? Дори имате намера, ве молам. Ви дадов еден збор, доволно е сега. Мислите без име и презиме ние бараме закон? Ние тој закон што го бараме за нашите да биде, ние имаме име, имаме податоци точно колку се инвалиди, колку се погинати цивили, колку се борци. Имаме наша организација во тоа работи. Имаме сите податоци. Ангело, вашите ве молам. Како ми се ги пред? Да? Каде што се знаеше во акција таа и таа. Да? Ве молам. Ве молам. Каде да пријавиме? Ве молам, Зимбери. Не, каде да пријавиме? Кажете поред. Кога вие уште не познавате. Зимбери, ве молам. Само нешто сакам да обратам на овие колеги, како сакат, не знам, пријатели како сакат нека ме рачунат. Они дека ја тражат кривицата кај политичарите нивни. А за конфликтот 2001 сакам да кажам, поради се спомна и територија тука. Ние имавме територија добиена колку сакавме, можеме уште повише да зимаме и плюс ни беа понудена од политичарите. А што сега, на пример, не може со нив да се протистават, сега на господин Зимбери да он одговара за некои работи, што е најмалку крив, да не го барат кривиста кај него. Него го барат кај Лјупчо Горгиевски, што беше командант он тамо некогаш, и кај Бошковски тамо што е во Хаг, него го барат кај него. А он не може он ништо да одговара. Ова сега на крај на емисија не е во ред. Сега на ова имам 5 минути за зборување. Љубе Бошковски беше министер за внатрешни работи, тој ја бранеше Македонија од напаста на терористите. А тој е во Хаг. Тоа е иронијата на нашата држава. За господинот Зимбери ќе кажам, јас исто мислам дека вашите војни инвалиди и семејствата на загинатите треба да бидат на некој начин обештетени. Меѓутоа не од Република Македонија, не од владата на Република Македонија, од оние за кои што се бореа. Факт е тоа дека тие се оштетени, факт е дека треба да бидат обештетени, меѓутоа никако од Република Македонија. Дури и за оваа држава кај што служиме за експеримент, за поле за експериментирање на меѓународната заедница, тоа е премногу. Тоа ќе создаде таков револт кај македонскиот народ, оние кои што пукаа на нас, да земат пари од даночните обврзници од македонците. Спрема ваше искажување, значи само еден момент. Спрема ваше искажување, значи вие нас не учите дека ние треба да ствараме паралелни систем во Македонија, да имаме само момент, да имаме паралелна влада, министри и низ тие министри ние да ги финансираме тие фамилии. Не, само да си направите. Јас сум против тоа. Само да направите. Ја партиципирам во ова држава со порез, плаќање на даноци, на све. Вие сте еден од ретките, обично знаете дека не е баш така. Добро, воред, да. Јас ви гарантирам дека вие плаќате, али другите помнат. Сите плаќаат. Сите плаќаат, само мене. И додека плаќам во ова држава и во ова држава ги тражам тие права. И должен е држава да ми ги даде тие права. Доколку не ги дава, тоа значи се бориме против неа, не и дава пари, за тоа да не разговараме повеќе. Поштовани гледачи, емисијата чуму завршува. Се разбира, започнува новата политичка полемика околу тоа на каков начин треба, можат или ќе мора да бидат заштитени
бранителите на македонските безбедностни сили и припадниците на ОНА. Тоа е дилема која добива политичка конотација, добива и дневно актуелно значење. Пријатна вечер, се гледаме следниот вторник.